Да, почнуваме со емисијата, како што најавивме, тука е господинот Владимир Василев, кардиохирург, интервентен кардиохирург. Господине Василев, докторе, добро дојдовте во студиото. Благодарам на поканата. Ќе разговараме за кардиоваскуларните болести, кажавме веќе во најавата, ќе разговараме и за третманот, и за превенцијата, и за оние сите инциденции и податоци кои се однесуваат околу нив. Па, еве, за почеток, кога ќе кажеме кардиоваскуларни болести, на што поточно се мисли и како која е нивната преваленца денеска на појавување во помеѓу населението? Вака, кардиоваскуларните болести представуваат водечка причина за смртност за светски рамки. Значи, не случајно убица број 1. Значи, кога се зборува за кардиоваскуларни болести, пред се мора да се истакне дека тоа се зборува за пред се за миокардниот инфаркт, акутниот срцев удар и мозочниот инсулт, односно мозочниот удар. Статистиката зборува дека на годишно ниво 18 милиони луѓе значи страдаат, умираат од кардиоваскуларна болест на годишно ниво, а до 2030 година се претпоставува дека тој број би се зголемил дури до 30 милиони луѓе. Значи, чисто за статистика, секој втор човек, значи, умира од кардиоваскуларна болест, а секој петти човек од малигна болест. Значи, фреквенцата е многу поголема на кардиоваскуларните болести во однос на малигните болести. Во основа на кардиоваскуларната болест секако стои атеросклерозата. Атеросклерозата по дефиниција представува еден дегенеративен процес, значи хроничен процес, инфламаторен процес на крвните садови, кој што започнува процес да се развие уште во детската возраст и завршува со смртта на индивидуата. Во интерес на времето ќе бидам краток да го објаснам тој механизам на атеросклероза. Се извинувам, само може ли да не појасните како мислите во детска возраст? Значи тоа е процес кој што почнува со раѓањето, меѓутоа тоа е, да кажам, постои два термина, субклиничка и клиничка атеросклероза. Значи, тоа е физиолошки процес на старење на крвните садови. Значи, затоа кажувам, значи го има уште во млада возраст, меѓутоа изјавата на клиничката симптоматика е веќе во трета-четврта декада, кога ќе кажам, значи кога степенот на стеснувањето на крвниот сад ќе надмине барем 70%, се појавуваат првите симптоми. Значи, како се формира атеросклерозата? Значи, првиот момент е ендотелна дисфункција. Значи, ендотелната дисфункција представува дисфункција на внатрешниот слој. Ендотелните чели го образуваат внатрешниот слој на зидот на крвниот сад. Значи, тоа е прв момент во формирањето на атеросклеротичната плака. Значи, понатаму, лошиот холестерол или народски кажано ЛДЛ холестерол или народски кажано ЛДЛ холестерол се таложи во зидот, тој оксидиран ЛДЛ холестерол се таложи во зидот на крвниот сад, заедно со други партикули, се формира атеросклеротична плака. Значи, со текот на времето, таа плака има тенденција да се шири од внатрешноста на зидот на крвниот сад према внатре и со тоа да го стесни луменот. Многу поретко се случува, значи, плаката да расте надворешно, што е многу подобро, затоа што тука немаме стеснување на луменот, значи имаме само растање на атеросклеротичната плака. Тоа е така наречено позитивно ремоделирање. Факторите на ризик се добро познати, значи тие се поделени на две групи, на модифицирачки, односно променливи ризик фактори и ризик фактори на кои што не можеме да делуваме. Например? Па не можеме да делуваме на возраста, не можеме да делуваме на полот, не можеме да делуваме на наследниот фактор. Тоа се немодифицирачки ризик фактори. Не можеме да делуваме на хередитетот. Значи не можеме да ги менуваме родителите. Значи ова група ризик фактори се викаат немодифицирачки. Во групата на модифицирачки ризик фактори спаѓаат, значи, неколку ризик фактори кои што се добро познати. Тука спаѓаат пушењето, потоа спаѓа дијабетот, значи или високото ниво на шеќер во крвта, артериската хипертензија или високото ниво на крвниот притисок, спаѓаат пушењето, заседнатиот начин на живот, значи или седентарниот начин на живот, да кажам, и значи тоа е физичката неактивност. Сега кај овие ризик фактори ние не можеме да делуваме, да ги промениме. Значи во позитивна смисла. Што значи тоа? Тоа значи дека со промена во начинот на живот и прием на некои лекови, например антихипертензиви, значи лекови кои го снижуваат крвниот притисок, ние можеме на тој ризик фактор да делуваме, да го промениме.
Истото важи и за шеќерната болест. Значи со промена во начинот на живот, начинот на исхрана и прием на некои, да кажам, антидиабетици, значи тоа се орални антидиабетици, таблетарна форма или инсулинска терапија, ние можеме исто нови ризик фактор да делуваме. Истото важи и за хиперхолестеролемијата или високото ниво на холестерол во крвта, значи со прием на некои лекови, најчесто статини, ние можеме нови ризик фактор да делуваме и да го промениме. Значи со физичка активност, значи со прекин во пушењето, прекин на консумирањето на алкохол, значи ова група ризик фактори се модифицирачки, што е основа за превенцијата. Да, и добро, уште ова во однос на атеросклерозата како се третира потоа? Атеросклерозата, само да кажам, значи атеросклерозата најчесто ги засега артериите. Значи вените се поштедени од атеросклероза. Најчесто засегнати се, може да биде засегнат било кој крвен сад, артеријски крвен сад во човечкото тело, но најчесто засегнати се мозочните крвни садови. Кога зборуваме за цереброваскуларна болест со соодветна симптоматика, значи коронарните артерии, значи тоа се срцевите артерии, значи исто се засегнати, значи тоа е еден генерализиран процес. Не можеме само да кажеме има атеросклероза на коронарните артерии, значи тоа е генерализиран процес и исто така често атеросклерозата на артериите на долните екстремитети, кога зборуваме за периферна артериска болест. Значи практично овие три болести се изјава на едно заболување, тоа е атеросклероза. И како се третира потоа? Атеросклерозата се третира значи со контрола, значи на ризик факторите. Се третира значи по три начини. Значи се третира медикаментозно, значи конзервативен третман, се третира ендоваскуларно, тоа е значи интервентна кардиологија, значи имплантирање на стентови. Најчесто ова интервенција е резервирана за пациенти во акутна фаза, значи кога имат акутен инфаркт на срцето. Бајпас операцијата ретко се применува во акутна фаза. И третото лечение со бајпас хирургија, кое што најчесто е резервирано за пациенти кои што имаат мултивесел дизиз, тоа е повеќе садовна болест, дифузна болест, и најчесто диабетичари, пациенти кои што боледуваат од диабетес. Да. Добро. Кога зборуваме за коронарна болест, што мислиме по тоа, како се појавува исто така истите Да, значи коронарната болест практично представува болест на срцевите артерии. Во основа на коронарната болест, како што напомена во почетокот, лежи атеросклерозата. Најчеста форма на коронарна болест на срцето представува стабилната ангина пекторис. Значи најчесто пациентите доаѓаат кај нас во амбуланта, тоа е значи клиничка дијагноза. Се поставува едноставно во разговор со пациентот. Значи пациентот најчесто ќе ни даде податок дека има болка во градите при физичка активност. Значи болката секогаш се провоцира со некоја физичка активност, поминува со одмарање или со примена на нитроглицерин. Освен болката при физичка активност, често пациентите се жалат на болки, значи при излегување на ладно време, при емоционален стрес или постпрандијално после хранење. Значи со текот на времето болните сами се едуцират како да ги избегнат тие провокирачки фактори кои што доведуваат до градна болка и во случај кога ќе се појави градната болка како да ја овладат. Меѓутоа, ова е типична симптоматика. Значи, градната болка е типичен симптом. Меѓутоа, кај некои пациенти, кај некоја група пациенти, например, најчесто жени, пациенти кои што се повозрасни, пациенти диабетичари, најчесто кај нив отсуствува градната болка како доминантен симптом. Кај тие пациенти може да се јават еквиваленти на ангина, значи тоа може да се јави замор, може да се јави малаксалост, може да се јави гушење при физичка активност, отекување на подколеници, значи неспецифична симптоматика. Секако за коронарната болест ќе спомениме, значи најживото загрозувачки е така наречениот акутен коронарен синдром. Што значи тоа? Во групата на акутен коронарен синдром спаѓаат три клинички ентитети. Тука спаѓаат, се вбројуваат пациентите со нестабилна ангина пекторис, пациентите со нон-стеми инфаркт или тоа е некласичен инфаркт. Значи некласичен, зборувам заради тоа што имаме тромб, значи прво руптура на атеросклеротичната плака, секундарно се надоврзува тромб. Тој тромб не го оклудира крвниот сад 100%. Значи тоа е парцијална оклузија. Во тие случаи се развива нон-стеми инфаркт, односно инфаркт кој што не ја зафаќа дебелината на целиот зид на срцето.
и стеми инфаркт. Значи стеми инфарктот, значи тоа е, значи треба да се реагира, значи битен е факторот време кај стеми инфарктот. Што значи тоа? Значи од почетокот на тегобите, од почетокот на симптомите до отварање на инфарктната артерија и поставување на стент треба да поминат не повеќе од 120 минути. Сега, доколку пациентот се јави во некоја болница каде што нема возможности за вакви интервенции, за прекутани коронарни интервенции, тогаш се дава и очекуваното време на транспорт е повеќе од 2 сата, тогаш се дава тромболиза, односно тоа се лекови фибринолитична терапија, тоа се лекови кои што го разградуваат тромбот. Да напоменам дека пред ерата на фибринолитичката терапија, пред ерата на стентовите, значи болничката смртност од акутен инфаркт, класичен инфаркт на срцето беше од 25%. Со воведувањето на фибринолитичката терапија негде околу 80-тите години, почетокот, значи таа смртност е намалена на 15%. И сега во денешно време, значи имаме интервентна кардиологија, значи имплантирање на стентови, тоа напоменав, значи во акутната фаза, тоа е примарна перкутана коронарна интервенција, која што се прави кај акутен инфаркт на миокардот. Болничката смртност е намалена, значи на 8 до 10%. Да напоменам, често, значи што се однесува до симптомите, значи кажавме тие неспецифични симптоми, да надоврзам. Значи, при инфаркт на диафрагмалниот зид, тоа е долниот зид на срцето, често како симптоми се јавуваат гастрични тегоби. Тоа мора да се има предвид. Значи, тоа се гадење, повраќање. Значи, се ова е неспецифична симптоматика. За диагноза секако, значи, морам да потенцирам дека на ЕКГ најтежок, значи диагнозата се поставува по ЕКГ. Значи најчесто, некогаш во случаите кога ЕКГ тоа е нормално, а имаме суспекција за миокарден инфаркт, најчесто го повторуваме. Значи ретко може да се случи ЕКГ-то да е добра, а пациентот да има. Значи тоа е почетните стадии, меѓутоа ЕКГ-то се позитивира. Значи ЕКГ-то практично во 99% од случаите ја поставува диагнозата. Диференцијалната диагноза, значи имаме и позитивни маркери за некроза, најчесто се прават тропонини, тоа се лабораториски испитувања. Секогаш се прави диференцијална диагноза. Значи диференцијалната диагноза практично представува значи тоа се болести кои што имаат слична симптоматика, значи кои што исто има градна болка. И таа градна болка, значи може да биде од срцева природа и од несрцева природа. Значи обично болести кои што може да дадат градна болка се перикардитисот, кај што има промени, значи дифузни промени на ЕКГ, исто значи во вид на елевација. Значи може да биде како резултат на аортна дисекција. Тоа се срцеви заболувања други кои што може да дадат, значи во клиничката симптоматика исто како симптом градна болка. Некои пулмолошки заболувања, плучна емболија, плевритиси, некои гастроинтестинални заболувања, холециститици, воспаление на жолчното кесе, потоа, значи, исто така овие чири на желудник на 12-то палачно црево, меѓутоа секогаш при градна болка, прво треба да се случи градната болка како да е од акутен инфаркт, додека не се докаже спротивно. Значи треба да се третира пациентот на тој начин. Диагностичките методи кои што се користат за диагноза на коронарната болест, значи прво имаме анамнеза, тоа е еден разговор со пациентот, како што напоменав, значи ние во правилно земената анамнеза во 50% од случаите поставува точната диагноза. Значи физикален преглед, тој е клинички преглед, се прави електрокардиограма, која што е многу корисна, особено кај пациентите со акутен инфаркт на миокардот. Кај пациентите со стабилна ангина пекторис, заради тоа што напоменав, тие имаат често болки при физичка активност. Значи може ЕКГ-то во мирување да е добро, меѓутоа кога ќе направиме тој тест на физичко оптеретување, провоцираме, значи, исхемијата, и кога ќе се евидентира тој позитивен тест на физичко оптеретување, знаеме дека пациентот во 80 до 90% случаите има коронарна болест и потоа следен чекор е коронарографијата или катетеризацијата. Со ехокардиографијата е друга диагностичка метода која што најчесто со ехо не ги визуализираме крвните садови на срцето, значи со ехото можеме да детектираме, значи, промени во структурата и функцијата на срцевиот мускул, значи како функционира тој валвуларен апарат, срцевата торбичка, значи тоа е перикардот, меѓутоа на индиректен начин можеме да докажеме постоење на исхемија. Значи тоа се така наречените испади во сегментната кинетика. Меѓутоа за детекција на атеросерозата во коронарните артерии со оваа метода не е возможно да се направи.
Меѓутоа секој пациент значи во тој значи детален преглед треба да направи ехокардиографија. Треба да се направи исто и допреиспитување на каротидните, тоа се вратните крвни садови, каротидните артерии, со кои што најчесто можеме да детектираме субклиничка атеросклероза. Значи да се детектираат плаките. Значи многу едноставна метода, брза метода, ефтина метода, репродуцибилна метода, која што ни дава голема диагностичка вредност. Други методи, значи имиджинг методи се МСЦ коронарографијата, тоа е мултислайс коронарографијата, со која што можеме да детектираме значи плаки во коронарните артерии, атеросклероза. Меѓутоа, да кажам, значи ова метода има и некои недостатоци, значи има зрачење, значи не е како ехото. И практично ја правиме кај пациенти кои што ќе дојдат кај нас, да кажам, значи на ургентен центар, кои што се млади пациенти, значи да кажам кои што сакаме да исклучиме само постоење на коронарна болест. Да. Значи кај пациентите со умерена веројатност за коронарна болест правиме стрес тест, а кај пациентите со висока веројатност за коронарна болест правиме селективна коронарографија. Докторе, и сега кога мислам дека опфативте еден голем дел од тие кардиоваскуларни состојби и болести, ја опфативте и диагностиката и начинот како се појавуваат, како се лекуваат, за да го спречеме сето тоа, ако можеме да го спречеме, тука зборуваме тогаш за превентива, нели? Така, најбитно е превентивата. Таа превентива во принцип вела дека превентивата е најефтина област во здравството. Значи, подобро е да се превенира отколку да се спречи него да се лечи, така е. Значи превенцијата накратко може да биде примарна и секундарна. Примарна превенција што значи? Примарна превенција значи превенција од било каква болест, во овој случај кардиоваскуларна, кај пациент привидно здрави лица. А секундарна превенција е она превенција после акутен инфаркт на срцето, после мозочен удар. Сега, значи превенцијата, значи превентивни прегледи треба да прават по правило сите пациенти од лица од машки пол кои што навршиле 40 години, кај лицата од женски пол превентивните прегледи се прават некаде околу 45-та година, меѓутоа кај пациентите кои имаат фамилно обтеверување, значи за коронарна артеријска болест, на пример, родител, значи по прва линија на сродство, ако родител на пациентот мајка имала срцев удар пред 65-та година или таткото родител имал коронарна болест, значи или стент пред 55-та година од животот, тогаш задолжително тие пациенти, значи кои што имаат фамилно обтоварување, прават превентивни прегледи многу порано, некаде околу 30-та до 40-та година. Сега за превенцијата, значи се состои во адекватна контрола на факторите на ризик, особено оние кои што ги споменав на почетокот, тоа се оние модифицирачки ризик фактори. Меѓутоа треба да напоменам дека превенцијата, секундарната превенција, значи оние фактори на ризик, кај секундарната превенција, вредностите, значи на лошиот холестерол, на пример, што значи тоа? Вредностите на лошиот холестерол кај пациентите кои имале мозочен удар, срцев удар, треба да се многу ниски, треба да се под 1,4. Кај пациенти што имаат стент, кај пациенти што имаат мозочен удар, кај пациенти што имаат срцев удар. Значи, доколку пациентот има два последователни инфаркти или еден мозочен, еден срцев удар, тие вредности на лошиот холестерол треба да бидат под единица или единица. Значи 1 милимол на литар. Сега во примарната превенција, значи тоа се пациенти кои што немаат кардиоваскуларен инцидент. Тие вредности се други. Значи сите фактори на ризик имаат своји вредности за примарна и за секундарна превенција. Кај диабетичари, значи тромесечниот шеќер исто, значи треба да се движи максимум околу 7. Артериската хипертензија во секундарна превенција да биде што тензијата, значи под 130 под 80. Значи превенцијата главно се состои во адекватна контрола на факторите на ризик. Да, и таа превенција, значи го кажавме ние тоа, но сепак ми се чини дека во нашиот здравствен систем некако како да недостасува тој сегмент. Можеби сите сегменти не се толку добри, ако ги анализираме дел по дел, но превенцијата еве како некој почеток, како да недостасува? Дали почнуваме од примарно, потоа секундарно ниво, секогаш кај нас да кажеме, без разлика, некако како да
како да реагираме отпосле, наместо да реагираме предвремено. Кај нашите пациенти овде на Балкан секогаш е таа секундарна превенција. Значи примарна превенција тоа е во некои западноевропски земји, значи се прават некои програми, слушам има во Германија, Франција, каде што редовно пациентите значи задолжително дадат на такви прегледи. Кај нас да кажам главна е, мислам, секогаш е секундарна превенција. Значи мора нешто да се деси па потоа да се оди на преглед. Да, тоа е проблемот, тоа ми се чини дека, тоа сакам да ве прашам, тоа ми се чини дека недостасува во системот, дека тука нас ни е потребно системско решение, бидејќи знам дека здравствените власти го знаат тоа, но никако да го стават во еден систем, бидејќи го кажавте веќе тоа, таа превенција би освен што би спречила појавување на сериозни заболувања кај пациентите, би спречила многу смртни случаи, но и би представувала едно значително заштедување за здравствениот систем. Така е, значи сепак значи имплантирањето на стентови, значи во модерно време интервентната кардиологија, значи има значи големи трошкови, да кажам, значи секогаш е побитна, значи многу е полесно пациентот да направи еден ултразвучен преглед, да кажам, стрес тест кој што кошта негде околу 50 евра. Затоа што потоа се трошковите, значи не се само значи за секундарна, значи трошковите се секогаш после тоа значи има и рехабилитација. Значи покрај секундарна превенција има и рехабилитација. Така да и процесот на значи на инвалидитет е многу повисок кај тие пациенти. Значи секогаш е најбитна примарната превенција. Тој сегмент недостасува во нашето здравство, значи треба да се преземат некои мерки, значи задолжително кај пациенти кои се со фамилно товарување, како што кажав, кои што имаат ризик фактори, значи да доаѓаат на прегледи, значи да направат комплетен преглед, комплетна лабораторија е исто многу битно. Значи што значи тоа? Да направат покрај крвна слика, да направат се реактивен протеин. Тоа е значи покрај маркер на инфламација, тоа е и кардиоваскуларен маркер. Ни го покажува ризикот од кардиоваскуларни болести, хомоцистеин, липиден статус исто, значи лош холестерол, добар холестерол, вкупен холестерол, триглицериди, многу битен липопротеин А. Тоа е лабораториски маркер кој што секој барем еднаш во текот на животот мора да го направи. Зошто еднаш? Затоа што нивото на тој маркер останува стабилно во текот на целиот живот. Значи тој маркер има голема диагностичка вредност. Значи треба секој да го направи барем еднаш во текот на животот. И како што напоменав, значи сите диагностички методи, значи од ЕКГ, ехо на срце, допре на каротидни артерии, стрес тест, значи еднаш годишно да се повторуваат тие или доколку најдеме нешто во примарниот навод, тогаш фреквенцијата ќе зависи од таа патологија која што ја најдовме значи во примарниот преглед. Да, вие сега, докторе, зборувате од една позиција која, да речеме, вашиот дел на работата е веќе во секундарното или во терцијарното здравство, да речеме, зависи за кој дел зборуваме, но кога зборуваме за превентивата, пациентите во праксата, во реалноста почнуваат од матичниот лекар. Тука има првиот контакт кога најпросто ова што го зборувавте, нешто ќе ги заболи во градите, одат прво да го прашаат матичниот лекар. Тука почнува целата приказна. Сега најлесно е матичниот лекар веднаш да го припрати на специјалист, но каде е тука, дали мислите дека матичните лекари се доволно обучени да ги препознаат првите симптоми и да знаат како и каде да ги упатат пациентите? Матичните лекари, да кажам, се подготвени, значи знаат проблематиката, особено кога се станува збор за поискусни лекари, значи доколку пациентот има ангина пекторис, тоа е клиничка диагноза, тоа се поставува едноставно во разговор со пациентот. Значи тоа е едноставен преглед каде што можеме да имаме увид дека пациентот стварно има коронарна болест, односно срцево страдање. Акутен инфаркт на срцето, значи тоа се препознава на ЕКГ, значи тоа го знаат матичните лекари, секако тоа се основите на ЕКГ-то, значи тоа мислам мора да ги препознае и матичниот лекар секако. Меѓутоа проблем е во што нема доволно термини за тие специјалистички прегледи, па пациентите често чекаат тој преглед, па во приватно, значи тие прегледи не се скапи прегледи, значи еден комплетен преглед, значи кардиоваскуларен преглед кој опфаќа баш све, значи каротидни артерии, стрес тест и ехо на срце негде за 50 евра, значи може да се направи, може и за поевтина цена, значи така да мислам дека
треба да биде приоритет, значи сите тие пациенти дојдат во државно здравство, меѓутоа доколку нема термин, значи пациентот, значи доколку нема избор да се јави во приватното здравство и да ги направи сите тие комплетни испитувања. Да, подобро е за него. Да. Да. Добро. И да кажем уште за превентивата, значи за промена во начинот на живот. Значи покрај тој фармаколошки режим имаме и нефармаколошки режим. Значи што значи тоа? Значи нефармаколошки режим, редукција на сол во исхрана, особено кај пациенти кои што боледуваат од артериска хипертензија. Редовна физичка аеробна активност, значи најчесто 150 минути неделно. Значи 30 минути 5 пати во неделата физичка активност. Тоа е умерена физичка активност 150 минути неделно или 75 минути тешка физичка активност. Сега доста популарна е така наречената медитеранска диета. Медитеранската диета, значи е во основата на превенцијата од кардиоваскуларни болести, се препорачува за пациентите со артериска хипертензија, меѓутоа и за пациентите кои што да кажем имаат други ризик фактори, имаат шеќер, имаат високо ниво на масти во крвта. Тоа значи внесување на доволно количество овошје, зеленчук, редукција на сол во исхраната од 2000 мг, значи тоа е до 2 грама, намален внос на заситени масти, зголемена употреба на интегрални житарици, риба 2 пати неделно, алкохол по Европско здружение, значи тоа се препораки на Европското здружение на кардиологија воопшто не алкохол, и промовирање на тој здрав начин на живот. Значи, со редовна физичка активност, престанок со пушење. Престанокот со пушење обавезно, значи во секундарна превенција. Тоа е мандаторно. Дури кога знаеме дека пациентот не пуши. Значи, пациентот претходно добил стент. Значи, обавезно мораме пак да го прашаме за дали ги оставил цигарите. Значи, сега да кажем, има и, тоа сакав да го напоменам, има и некои таблици за израчунавање на кардиоваскуларниот ризик. Значи, практично тој кардиоваскуларен ризик ние можеме да го израчунаме кај секој пациент. Сега има некои таблици, калкулатори, најнови се SCORE-2 калкулаторот и SCORE-2-OP. Тоа и тие калкулатори го израчунаваат ризик од 10 годишниот ризик од фатални и нефатални кардиоваскуларни инциденти, значи од мозочни удари, од срцеви удари, кај популација на возраст од 40 до 69 години. Тоа е SCORE-2 калкулаторот и SCORE-2-OP калкулаторот, тоа го израчунува истиот ризик кај повозрастни пациенти на возраст од 70 до 89 години. Во овој калкулатор има неколку параметри. Значи тука мораме да потенцирам дека Македонија е земја со многу висок ризик од кардиоваскуларни болести, тоа се бодува во тој калкулатор. Значи има земји со среден ризик, со низок ризик, со висок ризик, потоа возраста, полот, значи пушачкиот статус, дали пациентот пуши, не пуши, потоа шеќерот, значи нивото на гликемија во крвта, холестеролот, значи нивото на тоталниот холестерол, на вкупниот холестерол, нивото на нон-ХДЛ холестеролот. Сега, чисто за да потенцирам, значи, прекинување со пушење го смалува ризикот од 50%, значи, за кардиоваскуларни инциденти. Значи, не е тоа 5, не е 10, тоа е 50%. Така да, значи, ние сега многу ни е олесната, да кажам, работата, значи, практично за превенција, значи, мораме и овој алгоритам да го спазиме, значи, да го израчунаме тој скор поединечно за секој пациент. Да. Добро. Докторе, ви благодарам за гостувањето, ви благодарам за информациите. Мислам дека гледачите слушнаа важни информации кои секако ќе им помогнат да донесат подобри одлуки. Фала ви. Со ова го завршуваме првиот дел, почитувани, останете со нас, одиме сега со една пауза за реклами и продолжуваме со Тони Неуновски на тема реконструкција на влада.